Добар ден, почитувани. Ова е Телма амбуланта. Што точно се случува со дискот меѓу двата пршлена во ребетот, кога велиме дека имаме дискус хернија? Зошто кај некого болката е неподнослива, а кај друг хернијата се открива случајно? Кога е доволна физикална терапија, а во кој случај мора да се интервенира? Што всушност значи минимално инвазивен третман при решавање на проблемот? Дали навистина се избегнува операција? За современите методи во лекувањето на дискус хернијата. Денеска разговараме со доктор Африм Халими, интервентен радиолог. Разговорот следува по рекламниот блок, а секако ќе имате можност да се јавите, да се вклучите во програма и да поставите прашање. За минимално инвазивните третмани при лекувањето на дискус херниите денеска зборуваме со доктор Африм Халими, интервентен радиолог во градската општа болница 8 септември. Докторе, добре дојдовте во Телма амбуланта, добар ден. Ви благодарам за поканата. Што се случува со ребетот кога некој ќе каже дека има дискус хернија? Какви промени се случуваат во дискот помеѓу двата пршлени на ребетот? Да, значи измеѓу два пршлена е дискус хернија. Тоа е значи народно да кажеме, значи дискусот е као едно јастуче наполнето со желатинозна маса. Е целата тежина, значи тежина на тие дискуси. И при повреда на дискот доаѓа до попукање на тоа јастуче, излегување на желатинозната маса надвор од контурата на дискот, и тогаш веќе настануваат проблемите, бидејќи притискува на нерв и се предизвикуваат болки. Зошто кај некои луѓе дискус хернијата предизвикува силна болка, а кај други се наоѓа сосема случајно овој наод? Без симптоми или пак со сосема мали симптоми? Па зависи значи од степенот на хернијација на дискот, исто така зависи каде притискат, дали е значи централно хернијацијата, дали е во средина или е малце на страна, значи латерално, кај што се нервните корени. Претежно највеќе пациентите осеќаат болки кога е значи латерално према нервните корени, кај што излегуваат нервните корени кои прават инервација на екстремитетите. Значи ако е латерално, тука се повеќе болките. Ако е централно, може да имаме, значи пациентот доаѓа со или случајно се открива дека има хернијација, а клиничката слика е со мала болка или некогаш и без болки. Значи многу е важно на која страна всушност ќе излезе дискот на ребетот. Да, многу е битно, да. Сега, кои се најчестите причини кои што може да доведат до излагување на дискот, односно до кила на ребетот? Дали има вистина дека кревањето тежок товар е главната причина за една ваква состојба? Товарот е една од причините. Освен товарот има доста други фактори кои влијаат на хернијација на диск. Значи се мисли исто така дека генетскиот фактор е многу значаен во овој случај, бидејќи секое тело нема иста содржина на составот на дискот, значи еластинот и колагенот, што се наоѓа внатре, значи секој човек има собствена компонента. Затоа некои пациенти имаат по-цврст или по-издржлив диск, некои имаат послаб. И затоа кај некој може да дојде до повреда со полесна оптеретеност или со помала траума, кај некои треба значи поголема тежина и таа. Освен значи тежината. Значи семејната историја е многу важна, односно дали родителите имале дискус хернија? Да, генетиката. Поголема е шансата децата да наследат еден ваков проблем. Игра голема улога, значи освен другите фактори кои се. Но и начинот на живот. Начинот на живот. Во денешното време, знаете, ова динамика како што е, значи начинот на животот е многу битен. Ние денеска седиме многу пред компјутер, нема малку физичка активност. Исто така, обезитетот е еден од причините. Значи, прекомерната телесна тежина. Да, прекомерната телесна тежина, исто така е еден од факторите кои влијаат на повреда на дискот, бидејќи, како што реков, значи целата тежина
тежи на тие дистални, нарочито на долните лумбални дискови, тука значи цело време тежи. Исто така долгото седење, кревање на тешки предмети може да дојде до повреда на дискот, разни травми со обраќајки исто така. Но дали може млад човек кој што е физички активен, нема прекомерна телесна тежина, да се соочи со дискус хернија? Секако, да. Во денешното време имаме доста пациенти кои идат, млади пациенти кои идат со повреда на дискуси, значи над 19, 20 години, 25 години и може да настане повреда на дискот. Значи овие не се као другите спондилартози кои се дегенеративни, кои треба со време, значи тие се процес на старење. Но кај дископатиите може да ги опфаќа сите категории, сите значи возрасти и секоја група на популација. Така, а дали дискусерниите се почести кај повозрастните лица или пак кај младите? Што велат статистиките? Па, нормално дека се кај постарите, бидејќи кај постарите веќе имаме деидратација, значи намалување на количина на водата во самиот диск. Значи, дискот е содржан, околу 80% е со вода. Значи, кај стари луѓе веќе се намалува количина на вода и тука еластичноста веќе попаѓа и повредите се почести. Се рачуна, значи, според статистики, дека секој човек, значи, него 80% од популацијата бар еднаш во животот има такви проблеми со дископати или со болки. Кога велите дископати, што е тоа? Дископатија, значи херниација на диск, повреда на диск и дегенерација, тоа се рачуна, значи дископатски промени, значи дискус хернија или протрузија или балџинг. Имаме неколку степени на надув на дискот. Не секогаш мора да биде излезен дискот за да создаде проблеми притисок врз нервот, може само да има негово оттекување, да речеме? Оттекување, да. Значи, некогаш имаме целосно дифузно или во широка основа, има надув на дискот во широка основа, кај што значи оди и дорзално и латерално, значи исто така дифузно во сегде исто. Некогаш имаме значи херниација или само во еден дел. Добро. Или некоја по напреден стадиум е, значи, кога има екструзија и последниот стадиум е секвестрација. Екструзија значи кога има попукање на сите тие фиброзни. Значи, у средина, дискот у средина е као желатинозна маса, околу желатинозната маса имаме негде 15 до 20 слоеви, фиброзни слоеви кои го држат желатинозната маса компактна. Ако доаѓа до попукање на овие фиброзни слоеви, тогаш желатинозната маса знае да искочи надвор. Ако се попукнати неколку од овие слоеви, тогаш имаме као надув. Ако доаѓа до целосно попукање на сите слоеви на анулус фиброзус или на фиброзните слоеви, тогаш доаѓа до истекување на желатинозната маса надвор од контури на дискот, тогаш имаме значи екструзија, излегува надвор од дискот и најсложениот степен или е секвестрација која имаме дел парче од желатинозната маса протекува, значи се кида од целосниот диск и заглавува негде во каналот или до нервниот корен и тука предизвикува страшни болки. А на кој дел од рбетот обично се јавува дискус хернија? Може ли на секој сегмент да се јави проблемот? Дискус хернија може да ги опфаќа значи целиот орбетен стоп, но најчесто се долен дел на лумбален орбет на ниво L4, L5 и на ниво L5 L7. Тоа е кај крстот што велат. Кај крстот, да. Значи долниот дел и тогаш, значи кога имаме дискус хернија на долниот лумбален долниот дел на лумбалниот орбет, тогаш болките се шират од крстот па према долните екстремитети. Некојаш знае да оди значи до колено, некојаш знае да оди испод колено до петици, значи со до прсти. Може да ги опфаќа исто така и цервикалниот дел, значи вратниот дел на орбетот и помалку торакалниот дел.
Значи најчесто лумбален и вратен дел. Да, најчесто лумбален, и исто така вратен дел и позади на торакалниот дел, значи на градниот дел, да. Каков тип на снимки се прават кога се јавуваат болки во грбот? Например, дали рентгенската снимка, обичниот рентген, ќе покаже што се случува со дискот? Рентгенската снимка може да ни даде као индиректни знаци за дека нешто се случува со дискот. Ако гледаме дека има стеснување на интервертебралниот простор, tukаш ние може да се сомневаме дека се работи за дискус, но нема директни знаци да покажување дали се работи за херниација. Како златен стандард за херниација е магнетната резонанца. Значи на магнетната резонанца се прикажува точно кој степен е, каде притиска, на кој ниво, колку е, дали се работи за протрузија, дали се работи за екструзија, дали се работи за секвестрација. Исто така и на компјутерската томографија може да се види, не така добро како кај магнетната, може да се види дискот, но како што реков, значи златен стандард е магнетната резонанца. Значи се гледа јасно дали дискот притиска на некој нерв? На магнетната резонанца се гледа се јасно, значи на кое ниво е, дали има попукање на тие фиброзни слоеви, дали има излегување на желатинозната маса, на која страна, дали е лево, десно, значи све е јасно на магнетната резонанца, да. Колку често во вашата пракса гледате снимки каде што резултатот изгледа страшно, пациентот нема силни болки и обратно? Има само мало излегување на дискот, а пациентот има ужасни симптоми. Има и такви пациенти, но претежно клиниката се совпаѓа со магнетскиот резултат, значи со наодот. Има и такви случаи кај што, да речеме, иде пациент кој има страшни болки, али кога правиме магнетна резонанца на магнетот не се толку, значи, надови да предизвикува, значи, болка, или може во тој случај може да се посомневаме за некои други проблеми кои може да предизвикуваат болка. Да речеме, едно од тие као пириформис синдром. Мускулот пириформис кој се наоѓа значи пред позади ишијадичниот нерв, одма до ишијадичниот нерв, ако доаѓа до воспаление на тој мускул, може да прави компресија и да предизвикува слични болки као кај херниација на диск. Значи треба добро клинички да се утврди, после и диагностички. А дали тоа се гледа на магнет? Во каква состојба мускулот, дали има воспаление? Може тоа да се забележи со снимка на магнетна резонанца? Може се види, да, и тука исто така работиме, значи мини инвазивно и тука даваме, боцкаме, значи кортизон со локален анестетик на самиот мускул под ангиоапарат, под флороскоп и значи цел ни е да се намали отокот на мускулот кој прави притисок. Често може да биде кај варијација да ишијадичниот нерв да поминува измеѓу мускулот, пириформис, и тогаш, значи, ако има воспаление, прави притисок и дава слични симптоми као херниација на диск. А може ли некои други фактори да влијаат на интензитетот на болката? Например, психолошката состојба на пациентот, дали чувствува страв од болест, дали е во депресија? Или тоа нема секако стравот, анксиозноста, депресијата делува во болката, не само кај лумбалниот, генерално кај сите болки, бидејќи мозокот во тој случај има тенденција да ги зголеми перцепциите за сензација на болка и пациентот осеќа повеќе болка. Пациенти кои се мирни и смирени може да го контролираат подобро, значи да се контролира болката. А велате дека секој од нас има различен прак на болка. Што пак тоа значи? Да. Различно чувствуваме болката? Па болката зависи од степенот, рековме, значи кој степен е колкава е болка и луѓето кои се смирени ќе чувствуваат болка, не дека нема да чувствуваат, но сепак пациенти кои се со анксиозност, со стрес, со депресија, прагот на осетливост е повисок и затоа чувството за болка е поголемо. Колку често може да се прави магнетна резонанца кај пациенти со дискус хернија? Дали носи некаков ризик пак ова снимање?
Па според денешните студии, магнетната резонанца не се рачуна као штетно за организмот. Може да се направат неколку повеќе снимци во текот на годината. Не е као кај компјутерската томографија која е со ионизирачко зрачење. Значи, магнетната резонанца е со електромагнетни бранови, затоа до сега нема, значи, као штетно дејство, освен, значи, има некоја група на пациенти кои не може да се снимат на магнет, пациенти кои имат, значи, стари импланти, кои не, значи, потоа стендови, пейсмейкери, такви, има група на пациенти кои не може да влезат, значи, на снимање на магнетната резонанца и не е препорачливо кај трудници до третиот месец. Значи не постои некој ризик, односно е безбедно снимањето? Да, за здрави други категории на пациенти, значи нема штетно дејство. До сега не е откриено. Може да се направи, значи, неколку пати во текот на годината. Нема никакво штетно дејство. Со оглед на тоа што снимањето трае подолг временски период, пациентот треба во магнетот да седи барем колку? 30 минути? 30 најмалку, да, 30-40 минути, да. Што доколку чувствува силни болки? Па тие се препорачливи да прво да биде смирени, да се даде некој аналгетик, бидејќи не ќе може да издржа толку долго. Има пациенти кои се со клаустрофобија кои не можат воопшто да издржат во снимање, да тие пациенти тогаш во тој случај се препорачува отворен магнет. А има и таков? Има и такви, да, има и такви, иако тие се малце со послаба резолуција, значи сликата не е идеално, али може да се врши работа и со такви, значи, магнети да се добие до дијагноза. Да. Значи сепак најнапред се препорачува да се смират болките кај пациентот од дискус хернија пред да се направи снимка со магнетна резонанца? Ако не се издржливи болките, да, бидејќи тој ќе за тие 30 минути ќе има покрети, движење и нема да биде, значи ќе има артефакт, има пореметување на сликата. Значи пациентот треба да биде мирен, без никакви движења. Во секој случај при снимање, да. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани, емисијата е контактна. Докторе, што се препорачува кога ќе се постави дијагноза дискус хернија кај одреден пациент? Дали веднаш се праќа на физикална терапија? Или пак се препорачуваат ли вежби за зајакнување на грбната, на стомачната мускулатура? Што е првиот чекор? Па редоследот е вака, значи кога пациент осеќа болка на крстот или на екстремитети, дали се работи за долна или може да горна на цервикалниот, на вратниот дел, на вратот, на главата и на рамена и на рацете, ако болките се подолги од неколку недели, тогаш веќе треба да се јави на доктор за прво кај специјалист за контрола. Се прават невролошки испитување, значи ако има дефицит моторен, сензорен или рефлексен, значи тука се сомнева, значи дека се работи за хернијација на диск. Као втор стадиум, значи треба да се направи испитување радиолошка, значи треба да се направи снимка на магнетна резонанца да се види за што се работи. Потоа може, значи, да почне со физикална терапија, да се не во акотна состојба, него мора да биде... Најнапред да се смират болките. Треба да се смират, никако во акотна состојба физикална терапија. Значи тогаш веќе нервот е воспален и тука може да се предизвика уште поголеми болки. Мора да е као субакотна или као, значи, смирена ситуација. Значи смирена да биде болката. Да. И ако и физикалната терапија не помага, тогаш пред да пациентот заврши на оперативен захват, ние сме тука, значи, со инвазивни процедури, се како методи кои за спречување на пациенти да не се дојде до оперативен захват. Сега споменавте минимално инвазивни процедури. Што тоа значи? Колку се минимални тие интервенции? Да, минимално инвазивни процедури се разбира, значи, со една тенка игла
од 22 гејдж, значи 29 гејдж тоа е потенка од тие мускулни што ги демаме ние во бутот. Значи со тенка игла од задниот од постериорна по задната страна се влегува со тенка игла под водење на монитор до самиот интервертебрален диск, значи во средина на дискот, во нуклеус пулпозус или во друго одредено место ако се работи, да речеме, за зглобови, за фасетни, за сакроилијачни, сегде каде што е патологијата, значи се влегува со тенка игла. Добро. Зборуваме за интервенциите кои ја ги работам за мускулоскелетна. Исто така имаме, значи наши колеги во нашата болница многу се вредни, значи кои работат доста, една голема палета на интервентни процедури како што се васкуларни процедури, аблации разни на тумори, аблации на тироидна жлезда, аблација на дојки, потоа нефростоми и портови, значи имаме фантастични и млади колеги радиолози кои работат по тоа. Значи све што е инвазивно се празбија, значи без голема траума, без сечење, со тенка игла се влегува до местото на патологијата и тука се делува, значи се прави третман. Пред да ги објасните детално третманите, ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до вас со студијето. Ви благодарам. Да прашам, имам бенка на вродена на самата кичма. Дали смета магнетното снимање на самата бенка? Значи имате вродена бемка на самиот рбет, на самата кичма и дали тоа би представувало проблем за снимање со магнетна резонанца? Да. Добро. Еве една дилема која што имате да ви ја разреши докторот. Уште дали има бенка? Бемка вродена. На рбетот, на грбот. На грбот? Да, дали тоа мислам на кожата или во самиот надворешно на кожата. Надворешно. На кожата, да, тоа, значи кожа не е во орбетот, него на кожа. Па нема никаква штетност, да може слободно да се направи снимање на магнетна резонанца, нема никаква штетност. Значи тоа не е контраиндикација за да се направи снимање со магнетна резонанца. Добро, ја разрешивме оваа дилема која што мачеше гледачката. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ево уште една можност за гледачот да постави прашање во денешната телма амбуланта. Ало, добар ден. Ве слушаме, одлично, повелете. Вака, сакам да прашам, имам 34 години, имам дискус хернија и потпатен нерв кој што оди во долж на левата нога. Во март месец примав терапија, бидејќи бев со страшни болки, дури имав трнење на раката и на главата и идев на физикална терапија. Се смирија симптомите, но сега месецов повторно пак се активира трнењето во раката и во ногата. Дали повторно смее да се прават физикални терапии или што по-конкретно да се превземе? Така, решение барате за вашиот случај, бидејќи проблемот се повторува. Да. Така, ви Немам тежина, 50 килограми само тежам, значи не сметат тежината. Докторе, да немате уште некоја подпрашање или тоа е се? Не, јасно ми е да прашање. Добро, во ред. Ви благодарам за вклучувањето, повелете. Значи, пациентката спомна има проблеми и со вратната и со лумбалниот дел од орбетот. Значи, најпрво треба да се види, да се направи снимка на магнетна резонанца, да се види како е, што е во причина, значи, на болката, дали се работи за хернијација на диск или пак се дегенеративни некои шилци, остеофити кои притискаат на нерв. Откако ќе се диагностифицира, значи, ќе се открие што е работата, се одредува третман. Дали е за инвазивни процедури кои ги работам јас или пак нешто друго. Физикалната терапија исто така помага, ако веќе ги поминала тие третмани и нема подобрување, тогаш да се јави кај нас, па ќе видиме понатаму, значи прво магнет, да видиме како и ќе се одреди понатаму третман. А проценка ќе се направи што понатаму? Што понатаму, да. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Ало. Ве слушаме, повелете. Ало. Одлично ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Јас само ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката, да го намалите тонот на телевизорот, бидејќи тоа е единствениот начин за флуидна комуникација. Добар ден уште еднаш. Ќе дадеме можност на гледачката уште еднаш. Ало, Повелете. ало, Добар ден. Не можеме да се слушнеме, нека се јави повторно, треже нека ја објаснат на кој начин може да се вклучи. Добив знак дека има уште еден гледач. Добар ден за него. Добро, ќе продолжиме понатаму, имаме некој проблем со вклучувањето. Докторе, споменавте дека минимално инвазивните процедури подразбираат влегување на местото на проблемот со игла, следите преку монитор каде влегувате и сега што се прави понатаму. Има една терапија која што се нарекува озон терапија, значи внесувате газ, така? Да, има неколку работи кои се работат со мини-инвазивни процедури. Ја работам негде над 20 мини-инвазивни процедури во патологија на рветниот столб и на зглобови. Значи, да зборуваме прво за озон терапијата. Што е озон терапијата? При херниација на диск легуваме, значи, перкутано позади од грбот, со тенка игла под водење на монитор до внатрешно на дискот. Значи, без сечење, без голема травма, легуваме во средина и аплицираме озон. Озонот е газ кој има улога да прави лизак, прави као хемонуклеолиза, намалување на количина на водата која е во самиот диск и дискот се намалува, волуменот на дискот доаѓа до декомпресија на нервот и се ослободуваат болките. Значи, целта на озонот е да го намалиме тој оток што е настанат кај херниран диск. Значи, во ист такт се прави и блокада до самиот корен на нервот. Епидурални блокади се викаат. Значи, ставаме кортизон со локален анестетик до самиот корен. Значи, имаме едно озон во самиот диск за намалување, као лечење на дискот. Добро. И за обезболување на болката до самиот нерв. Значи, на овој начин дискот всушност не се враќа на старото место, туку само се намалува притисокот врз нервот, така? Ако добро ве разбрав. Па тоа е целта, значи како е надуен дискот, Добро. целта на озонот е да го намали волуменот, да дојде во првобитна. Ако не може во првобитно, барем да се намали за 20-30% надувот на дискот, да се повлечи, да не дофати до нервот. Тоа е целта, значи, на озонот. Пред да ги вклучиме гледачите, кои пациенти се кандидати за оваа терапија? Дали секој пациент со проблем со дискус хернија може да биде кандидат? Сите степени на диск, почнувајќи од надов, од балџинг, херниација, протрузија, па и чак и екструзија, значи која има излегување, може да се третираат со озон терапија, освен пациентите кои се, значи, во последниот стадиум, кај што имаме, значи, секвестрација и кауда-еквина синдром, значи тоа значи ослабување, јаки болки, ослабување на мускулатура, трнење на ногата, неконтролирање, уринирање и дефекација, значи не може да се контролираат, тогаш треба хитно да се препратат за оперативен захват. Значи тие пациенти, ние воопште не се нафаќаме на тие пациенти, тие се за хируршен захват. Другите пациенти се работиме за да не стигнат до стадиум до оперативен захват. Ајде да ги слушнеме и следните гледачи со нивни прашања. Се надевам овој пат успешно ќе се вклучат. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Може едно прашање до докторот? Секако. Јас имам вградено вештачки колк и вештачко колено. Дали би можела да направам снимање со магнет, пошто имам проблеми со кичмата? Така. Да, тоа мора да се знае за каков материјал, освен синтетски, значи за каков вештачки колк се работи. Новите колкови може да се направи снимка, но ако се многу стари, тие се, значи, не се препорачува. Значи, зависи кога е вграден колкот како е материјалот. каков е материјалот. Каков е материјалот. Мора да се земе од доктора што
што го имплантира, кој ставил, значи колко мора да се земе со каков материјал работел, тогаш може. Иначе со секакви, кога знаеме дека има импланти и такви, не се можно снимање. Внимателен пристап Многу треба. се, значи ризично ако не се знае, бидејќи магнет, тоа може да наштети, да прави големи компликации на организмот. Ајде да слушнеме уште еден гледач со прашање. По продолжение на Ало, емисијата, добар ден. така, добар ден. Вака, јас пациент на диализа веќе 15 години. Меѓутоа, сега осеќам како грбот, дали е приликум лежење, седење за време на диализа. Осеќам болка во грбот и нагоре према рамениците и доле према нозете. Дали можно почеток некој или па остеопороза, не знам. Така, што би можело да биде причината за вашиот проблем, за болката што чувствувате? Така, да. Ја имате само додека лежите во креветот за време на диализа или Да, на или ви се диализа. случува и друг пат? Па некад ми се случува и са бајле да станам да имам. Значи понекогаш и Додека не наутро, сум размрдана. додека не се размрдате. Да. Но редовно имате болката за време на диализа на грбот. Да, така. така. Добро, ви благодарам за Фала, вклучувањето во поздрав, програма. Доктора, што би советувале, какви испитувања да се направат за да се утврди за што се работи? Ке пациент со диализа. Тоа што рековме, значи мора да се види на снимци дали се работи за некакви или дегенеративни промени на кичма и зглобови или херниација или пак е значи проблемот што мускулатурата е послаба, такви болки. Значи треба прво да се направат испитувања. Снимањата може да се направат кај пациенти со диализа, бидејќи нели на крвниот сат имаат вградено. Па во тој случај може и со компјутерска томографија да се утврди. Кои случаеви кои не сме сигурни за каков материјал се работи, тогаш ги избегуваме тие снимци, бидејќи е ризично, пациентот не знае што и каков материјал е вграден, тогаш се прави компјутерска томографија, иако компјутерската томографија не е, значи исто сепак добиваме некаков резултат. За дегенеративни промени е доста добар. Компјутерската томографија се прикажува доста добро, значи за дегенеративни, за спондилартрозни, но кај дископатиите исто така може да се видат, не кај магнет, али сепак може да се диагностифицира. Значи, Може контраст да се користи кај пациенти што се на диализа? При снимањето? Не, без контраст. Без контраст. Без контраст. Ќе се Нема види, потреба се види за добри без контраст. контраст. За снимање за кичма нема потреба за овие патологија што ја зборуваме, нема потреба за контраст. Дали има уште еден гледач кој што би го вклучиле? Добар ден. Не, добро, ќе продолжиме понатаму. Кога ја споменавте озонтерапијата, дали по третманот резултатот е траен кај пациентот? Су потребували никаква анестезија за време на зафатот? Дали е болно? Значи, претпоставувам ова се прашања што редовно ви ги поставуваат пациентите. Претежно сите пациенти кај озонтерапијата се работат со локална анестезија, нема седација, нема генерална анестезија. Кај другата процедура кој е дисфикс, исто така се работи со локална анестезија, кај некои пациенти кои не можат да издржат болка, може да се употребува седација, но кај никој немаме, значи, генерална. Сите се пациенти будни, ние при работа правиме муабет, зборуваме, ги осеќа сите, значи, процедури што работиме, евентуално ако некојаш сме до нерв, ќе осети и тогаш веќе сме сигурни нема оштетување, бидејќи пациентот е буден. Ако ние пациентот го ставиме со тотална анестезија, со генерална анестезија, може евентуално да поминеме до нервот, да се направи штета и после кога ќе се разбуди веќе е касно, веќе е направена штетата. Затоа процедурите ги работам со локална анестезија, се што се осеќа, болката е минимална. Кога рековте, прашавте за резултатите. Значи, резултати на озон-терапијата, според светска литература, статистики што се направени студии, се негде 75 до 85%, што е голем, доста добар процент. Од кои 50% на пациентите имаат подобрување само со еден третман. Другите 30%
има потреба за повторување на процедурата уште 2 до 3 пати во текот на годината, толку може да се направи, 3 до 4 максимум. Значи, све зависи од степенот, зависи од организмот, зависи од тоа дали се работи само за херниран диск или уз херниран диск пациентот има и стеноза, има и дегенеративни промени. Значи, тогаш веќе се менуваат ситуацијата, окрепнувањето. Значи, тука ние ќе повлечеме дискот, но ќе притискаат тие остеофити што се трајни во врбетниот столб. Споменавте дека работите уште една процедура, која што е минимално инвазивна, диск FX. Диск FX така е. Значи, таа е двојна процедура, перкутана дискектомија, значи чупање на парчиња од внатрешноста на дискот, тоа е во прв стадиум. После во ист акт правиме и радиофреквентна аблација на самиот диск. Затоа се вика диск FX. Перкутана дискектомија со радиофреквентна аблација на диск. Иста е ова процедура, иако е малку по-сложена од озон терапијата. Значи, вадите парчињата од дискот надвор од организмот, така? Да, без сечење, значи без со сечење. еден убод. Значи, и ова се рачуна као мини-инвазивна, нема сечење, минимални трауми, сигурноста е доста висока, бидејќи све се работи под монитор. Малце останување на, значи, одма истиот ден, двете процедури се амбулантски, после процедурата пациентите седат 1 до 2 сата во болницата и си одат дома, значи во своји нозе, значи се Значи, нема продолжуваат. хоспитализација? Нема хоспитализација. Значи, се е амбулантско. Пациентите обично се плашат од ваков тип на интервенции, да не дојде до нека компликација, да не се повреди некој нерв. Со какви прашања најчесто се соочувате кога ќе им се предложи минимално инвазивна процедура? Па, ја им кажувам на пациентите, им објаснувам за која процедура се работи, како се работи, дека се работи под монитор, не е ништо на слепо, све се гледа кај се влегува со иглата. Уз тоа, значи, ни помага даваме контрастно средство кое прави обојување, за да знаеме дека со игла сме во епидурален простор пред да аплицираме медикација. Значи, нема сечење, нема рез и според статистиката, иако се наведуваат според специфични статистики кај секоја интервентна процедура компликациите кои се можни да настанат, значи инфекција, повреда на нерв, исхемии и болка неколку дена после да. Но сите овие компликации кои се наведени се 0,01%. Значи се минимални. Минимални, да. И со ова 10-годишно искуство јас што сум работел, до сега не сме имале така некоја по-комплициран случај, да речеме повреда на нерв или некоја поголема инфекција. Ако се пази, ако се работи предпазливо, значи е доста сигурно и доста без некаква компликација. Колку време по интервенцијата пациентот ќе почувствува подобрување на состојбата? Па, подобрувањето почнува одма од сала, бидејќи, као што реков, освен озон, во ист акт правам блокади на самиот нерв, значи на самот болка. Ставаме кортизон за намалување на воспалението на коренот на нерв и локален анестетик. Значи, локалниот анестетик ќе намали болката одма во истиот момент. Тоа може да трае неколку дена до недели, но во ист акт почнува, значи, делувањето на озонот. Озонот за делување, да намали, да го повлече дискот, треба малце повеќе време, 2 до 3 недели. Ефектот на озонот тек се гледа после третата или четвртата недела. Значи, резултати се појасни и видливи. Дали овие интервенции може да се комбинираат со уште нешто за да се постигнат уште подобри резултати? Се прави ли PRP воопшто во тој дел на рбетот? PRP, да. Или пак третмани соматични клетки? Да, плазма со богати тромбоцити, да. PRP-то се употребува претежно кај повреди на тетиви, кај такви мускулни проведи за регенерација на ткивото.
Може и кај интрадискално да се употреби PRP-то, кај дискови кои се веќе дехидрирани или дегенерирани за регенерација на самиот диск. Но кај херниациите нема многу голема улога. Озонот е тоа што може да го намали оттокот. PRP-то нема да го намали оттокот. PRP-то повеќе е за регенерација на ткивото. Кои се најчистите грешки што ги прават пациентите по една ваква интервенција? Дали може некоја нивна постапка да го влоши резултатот? Секако да, ако пациентот не се пази после интервенцијата, почнува одма со работа, со лоши покрети, со нагивање. И се почувствува подобро и виднаш ќе заборави дека може се. Ќе почне одма на работа и тоа делува. Мора после интервенција. Мора мирување. Треба мирување, да. Треба мирување, во секој случај треба пазење не само после интервенцијата, и ја им препорачувам на пациентите и да бидат као навика за стално. Тие што се имаат повреда на диск, веќе е дискот оштетен. Мора да се пазат, значи на тешки тешок товар да не се крева. Тешко товар да не се крева, лоши покрети, нема нагивање нагло, не долго седење во исто место. Значи, иако е работата така со седење, ја им препорачувам, значи, после краток период да се движат, па да се вратат на работното место. Се препорачува таков случај седење на топка? Ке помогне тоа? Па тоа е добро, не после интервенцијата, али генерално е добро, дека значи седење на топка ја ојачува мускулатурата. Битно е значи сите вежби, пешачење, пливање, седење на топка, све што е физичко, значи активност за ојачување на мускулатурата поред рветниот столб, тоа е добро. Значи ќе се ојача мускулатурата, ќе биде постегната значи делот на кај што се дискусите и повредите се помалку. Постои ли шанса да се јави хернија повторно на истото место? Да, па тука значи кај што е веќе оштетено, тука е многу лесно, веќе се тие фиброзни слоеви кои го држат од целина дискот веќе се попукнати. Тука многу лесно веќе истечено, тука многу пак може да се појави. И што може се направи превентивно? Ова сето што го набројавте пред малку? Превентивно, значи треба активност, ојачување на мускулатура на рветниот столб и на целото тело, намалување на телесната тежина, ако се луѓе кои се со голема телесна тежина, и пазење од непрекомерни тежини, значи тоа е многу битно. Која е најдобра физичка активност кај луѓето кои што имаат дискус хернија за зајакнување на мускулатурата? Јога, фитнес? Па се почнува прво со пешачење. После третманот ја им препорачувам пешачење по 10-15 минути, после се зголема пешачењето, после може физикална терапија, после да речеме 10 дена или 2 недели, и после 1 месец може да продолжа со посложени спортски активности, со вежбање и такви, значи пливање исто така е доста корисно за ојачување на мускулатурата. Го споменавте пливањето. Некои луѓе сака да одат на топли бањи, смета дека тоа е добро за организмот. Се препорачува ли кај оние што има дискус хернија топла вода? Претопла вода не е многу. Кај реуматските дегенеративните промени може да има подобрување, да има бенефит. Кај хернијација на дискови, топлината може се уште повеќе да го надуе тој диски, да осетат болки. Значи не се препорачува многу високи температури на водата. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, што ги представивте овие интервентни процедури кои што им се достапни на оние кои што имаат проблем, веќе и во градската општа болница 8 септември. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам уште еднаш што бевте заедно со нас од почетокот до крајот на ова издание. Ви посакувам пријатен ден.